Јас лично сум убеден дека уште во оваа година ќе може да има само една одлука. Тоа е да се започнат пристапните преговори со Северна Македонија согласно препораките на Европската комисија. Значи прашањето не гласи повеќе дали, туку кога тоа ќе се случи. За мене не постои сомнеш дека местото на Северна Македонија и на целиот регион е во ЕУ. Кога зборуваме за датум за почеток на пристапните преговори, тогаш е јасно дека не зборуваме за датум за прием кој што ќе се случи утре. До овој датум за пристап ќе помине уште некое време, значи станува збор за години, а не за месеци, но сепак процесот на пристапните преговори и затоа и се нарекува процес, тогаш тој ќе биде многу корисен за понатаму да може да се развие и стабилизира демократијата во Северна Македонија. Сега треба да се прошири, да се продлабочи реформскиот процес со цел секој граѓанин кој што се вклучува во општествениот процес да види видливи резултати. Тоа се однесува за членовите на сите делови од општеството, религиите, сите етнички групи. Тие мора да соработуваат заедно за да може да се надмине постоечката поделба во општеството. Владата мора целосно и комплетно да се концентрира на реформскиот процес, кој треба да понуди шанси и подобри животни услови за сите. За реформите ќе кажам дека очекуваме истите да бидат водени со нов елан, со владина реконструкција која што се очекува, но важно е и да се испорачаат сигнали за една нова етапа. По оваа прва етапа ќе кажам дека заедно со нашите германски пријатели ќе кажеме дека беше успешна етапа. Има уште многу работа за да се даде нова реалност на изгласаните текстови, не станува збор за критика кон владата и не станува збор за додавање на вода на водениците кои што се против нели, туку сакаме само да кажеме дека постои развој во општеството, наша обврска е да го придружуваме општеството, а тука ќе кажам дека опозицијата треба исто така да го даде својот придонес како што го дава и владата. Една од основните точки, а нема да бидеме сами, во кои што ќе се наблюдува и вреднува земјата, е постигнувањето на согласност за законот за СЈО. Постојат предлози, постојат амандмани, постојат дискусии кои што се неопходни и знаете, оправданоста не постои само кај едната страна, туку треба да се работи за да навистина се воспостави систем во кој што корупцијата ќе биде зад нас. И наредните месеци кои што се дадени до есен можат да служат како повод за да се испорачаат дополнителни докази за вашиот капацитет да се реформирате и корисно да ги отворите преговорите. Знаете, јас не можам да прифатам кога ми велите или кога ми велат дека може да се отворат преговорите, а потоа може да траат, како што е тоа случај со други земји. Ние сме убедени дека вашето место е Европската Унија и повеќе инсистираме, нели, на добро организирана поидовна точка и почеток на преговорите, отколку да се отворат преговори кои што се неопходни поради можеби политички маркетинг, туку сакаме на општеството да му испорачаме, нели, позитивни сигнали. Мислам дека сега дебата за кредибилноста на ЕУ со овој заклучок е апсолутно непотребно, затоа што јасно во заклучок се гледа консензуална волја на сите земји на Европската Унија дека Северна Македонија ги исполнува услови и треба да ги отвори преговорите. Но ако го прочитате текстот на заклучок, земјите членки, нашите партнери бараат разбирање од нас поради технички прашања, тие нема да можат да ја донесат одлуката сега, иака дебатата за нас е исцрпена на оваа седница. Дебатата се водеше на оваа седница, во суштина немаше дебата за Северна Македонија, бидејќи е консензуална одлука на 28 земји членки за да се отворат преговорите. Техничката одлука е пролонгирана не покасно од октомври, за да се даде можност на германскиот парламент да го усвои како што тоа го бара уставниот поредок на Германија. Мислам дека ние како идни партнери на оваа Унија треба да имаме разбирање и за техничките предизвици кои може да ги има регионот или земјите членки. Тоа што ќе отвори потекне дебата за кредибилноста на Европската Унија е ако не се почитува оваа одлука на Советот
на Европската унија и во октомври нема да се донесе одлука за отварање на разговорите, тогаш навистина ќе имаме, би рекол, напад врз клучниот принцип и клучниот инструмент на проширување, тоа е кондицијата како основ за трансформацијата на општествата во регионот и начинот на функционирање на проширување и самата ЕУ, но јас сум длабоко убеден дека ЕУ е сензитивна за сензитивноста што ја имаме овде во однос на ова прашање и за проценката од нивна страна за нашата работа. И во октомври ќе ги отвориме преговорите. Во суштина, во предвидената динамика, сакам да бидам искрен, беше дека независно кога ќе се донесе одлуката за отпочнување на разговорите, за нас беше важно кога ќе се одржи првата меѓувладината конференција меѓу Северна Македонија и Европската унија. Затоа што ова е појдовната точка од каде почнуваат преговорите. И гледаме две клучни пораки. Едната е од Берлин која ни вика да членство, не сега, малку подоцна, и другата е од Париз која ни вели да членство, но не вака. Прво мора да се смени Европската унија. Ако ние сме наивни дека прво нема да и треба време на Европската унија сама да се реструктурира, а ние да се прилагодиме кон неа, повторна фрустрација. Европската унија нема да се прилагоди кон нас и тоа нема да се случи преку ноќ. Заклучок, во рамки на една ваква прогноза треба да се посветиме малку повеќе на тоа што зависи од нас, без разлика на славие, забави и маркетинг, и малку повеќе да се посветиме на нешто што во крајна линија би зависело или би го подобрило животот на сите граѓани тука, а тоа е како да ја приближиме нашата кауза до европските гласачи, затоа што и тие луѓе што носат одлуки имаат нивни гласачи, дека цената на чинење на неинтегрирање на Балканот во Европа не е нула. Во животот или одите напред, или одите назад. Стабилност е имагинарна работа. Ако ние не одиме напред, и ако ние како регион не се интегрираме во Европската унија доволно брзо, ќе има цена на чинење. Не го зборувам тоа затоа што ние треба да се закануваме с краја било, никој нема да не прими затоа што, не знам, ќе сме биле дестабилизирани или така натаму, сосем спротивно. Нема да не примат. Но мораме да пратиме поинаква порака од онаа која праќаме денес. Тоа веројатно ќе оди во пакет, тоа веројатно нема да зависи само од Македонија, но мораме да се прилагодиме на новата европска реалност. Недобивање на датум за преговори. Ние мораме да сватиме дека тоа не е неуспех на владата, тоа е неуспех за државата. Тоа е едната клучна поента. Ние можеме во политичката битка да се расправаме околу разни работи, опозицијата ќе тврди едно, власта ќе тврди друго, но интересот е ист. А тоа е, верувам, добивање датум за преговори. Јас барем сакам да верувам дека власта и опозицијата барем тука имаат заеднички интерес. И тој интерес е многу важен за улогата на диалогот со секој во општеството, а тука пред се најголема одговорност има владеачкото мнозинство и владата. Јас се согласувам со колегата Поповски дека е потребно да го намалиме темпото на донесување на закони и многу повеќе ова собрание, заеднички и власта и опозицијата, да се посветат кон надзор над имплементацијата на тие закони. И мислам дека тоа е фер да си го зададеме како задача, затоа што многу е поважно тоа што е на хартија, за кое што сме се договориле, а имавме такви примери, и за безбедносниот пакет реформи, и за претходните реформи кои се спроведуваа во областа на правосудството, кои што беа гласани со двотретинско мнозинство, и тука не може да и се спори улогата на опозицијата или улогата на граѓанското општество или улогата на медиумите во секој од тие процеси. Но она што мислам дека ќе биде многу важно во наредниот период е да сите ние заедно како засебни општествени чинители, медиумите се тука важен фактор бидејќи тие следат работата и на собранието и на владата, граѓанското општество исто така, независните регулаторни тела кои постојат во државата за контрола на извршната власт, сите да се насочиме кон тоа да вршиме надзор над имплементација на сите досегашни закони кои биле донесени.